Се враќаме во студиото, продолжуваме со најавената тема, а тоа е се криптовалутите и блокчейн технологијата која го овозможува сето тоа. После последната емисија која направивме тука во студио 10 за криптовалутите, имавме огромно интересирање за оваа тема, затоа повторно ќе зборуваме многу актуелно за многу револуционерна тема, нешто што го менува светот од корен, а ние ќе зборуваме тука како, зошто и што од тоа може да имаат бенефит граѓаните. Наши гости во студиото се Никола Бошковски, кој е македонец, лекар, кој живее во Соединетите Американски држави, но кој по собствено интересирање многу научил за оваа технологија, ќе зборуваме, и нашиот познат експерт за криптовалути Дарко Симуновски. Со вас зборувавме прошлиот пат, добивме многу прашања за таа емисија. Еве сега ќе се обидеме во овој втор дел да одговориме на оние работи кои останаа неодговорени, бидејќи ова е навистина огромна тема. Мислам дека и овие 2, 3, 5 и 10 емисии да направиме ќе биде малку да објасниме се. Бошковски, ми се чини дека сте, не ми се чини, току сигурно сте прв пат во нашето студио, не знам за други студија. Можете ли за гледачите чисто еден краток вовед за вас, кој сте, што сте и потоа продолжуваме со темата? Благодарам, навистина прв пат сум овде. Благодарам на Телевизија 24 и посебно на господин Сејат што го организираше овој разговор. Денешната тема е блокчейн, што сигурно го уклучува криптокренси. Лично ова го проучувам од 2015 година и да предам директно на темата. Блокчейн е неутрална технологија која ние као заедничко, колку луѓето сме ја создале. Тоа е криптографска математичка формула која што го почнува новиот интернет. Ние заборавивме дека 1990 година интернетот нешто почнуваше и не беше формиран и денеска не можеме да го замислиме животот без интернет. Со блокчейн технологија се надоградува најголемата компонента на сегашниот интернет, затоа што секоја вредност, економската вредност прво, социјалната вредност, уметноста, во секоја сфера на човечката активност се уведува еден distributed ledger и блокчейн технологија, distributed ledger на секој компјутер во целиот свет. Една иста непроменлива информација е запишана. И стварно треба една мала пауза. Тоа самиот тој допринос што ние сме го направиле како луѓе е фасцинантен. И сега ќе се обидеме да видиме, да кажеме кои се конкретни некои use case што се вика за блокчейн. Како се употребува, зашто се употребува се? Точно за тоа. Блокчейн е многу познат по една примена на криптокренсите. Меѓутоа, треба да сватиме дека целокупната наша активност, целокупната економија е токенизирана, дигитализирана. Сега, се и денеска е дигитализирано. Блокчейн технологија, која ќе се стави во новата форма на криптографска и математичка формула, тогаш ја добива вредноста. И сега, за да малку овака ја развиеме дискусијава, значи одеднаш ќе можеме еден на друг да си плаќаме, не мора да има никој помеѓу нас. Нема посредници. Нема посредници. Мислам, тоа се толку нови работи што малку треба човек, мислам, да ги свати. Онда изборите ќе бидат
дефинитивно нешто што луѓето нема да им носи некое разочарување, значи ќе бидат сосема на друго ниво. Значи целокупната сегашна економска, например, како да кажам, тешкотија што луѓето мислат дека постои, има шанси да тоа фундаментално се промени. Да. И само сакам уште една реченица да додам. Ние живееме во едно прекрасно време. 75 години без никакви конфликти. 2 милениума, сега сме навлегнати во третиот милениум, со таков еден растеж на технологијата. Тоа е навистина као инспирација на сите нас да се здружиме. промените. Точно, и се што сме постигнале овој до третиот милениум сме го постигнале, по моје мислење, само со едно од нашето понашање, со соработка. Сето друго дава негативни резултати и сега Можете ли само, господине Бошковски, само да ни кажете, гледачите го гледаат, го видео откривање на оваа статуа, зашто се работи оваа статуа, ако може повторно да ја видиме, зашто се работи во овој случај, зашто е ова важно за крипто заедницата? Сите сме сатоши. Таа скулптура беше откриена, мисля, на 16 септември во Унгарија. Многу интересно затоа што ликот на Сатоши Накамото, он е човек кој што сите мислат дека е тој што го створил блокчейнот и биткоинот. Меѓутоа, мислам, може и 2 збора се каже тоа. Веројатно тоа е група на луѓе. Прашање дали е мит или вистина, да. Сигурно. Меѓутоа, видите колку е таа убава тука е символиката важна, да. Символиката е важна. И неговото лице, можеме да се огледаме сите од него. Кога ќе погледнете во таа скулптура, ние сите се гледаме, ние сите постануваме Сатоши. Што значи тоа? Ние мораме секој ден, барем по 10 или по половина час, да се едуцираме малку. Едукацијата, кој што викаат, е трка помеѓу напредок и катастрофа. Ние мораме сами малку да се едуцираме, ова уопште не е тешко. Да. Добро, Симуновски, спомнавме малку за, господин Бошковски спомна малку за блокчейнот, дека таа неговата употреба е многу поширока и сега, но можностите за неговата употреба се, речиси, ми се чини, нелимитирани, тие се неограничени. Можете ли малку за тоа повеќе, освен за тргувањето со крипто, пошто е најпознато, зашто друго оваа технологија ќе се користи и се користи сега? Така. Блокчейнот е, значи, нов вид на технологија што е од 2009-та, значи, застапена со појавувањето на биткоинот, првата криптовалута, заедно со тој блокчейн. Блокчейнот има многу use cases, значи многу примени во денешното општество на живење, а се уште не сме сигурни кои се можностите понатака во иднината, затоа што сметам дека употребата на блокчейн во секојдневието може да биде без граница, без лимит. Еве сега пример, ќе набројам неколку примери на употреба на блокчейн. Еве пример да почнеме, освен тоа, нели, како тие парички коини, значи се движат тие трансакции врз основа на тој блокчейн, покрај тоа што го знаеме, нели, блокчейнот може да биде за различни начини. Еве ќе го земам пример Ethereum блокчейн. Тоа е веќе, значи, кога ќе навлеземе веќе во блокчейнот, тоа е веќе втора генерација на блокчейн, каде што има адаптивност на паметни договори, smart contracts. Значи, со тие smart contracts и со таа блокчейн технологија, значи, ние во секаква смисла на зборот, на живењето, ќе ги отфрлиме тие посредувачи каде што се измеѓу нас, дали е тоа за плаќање, дали е тоа нотар или адвокат за некој договор, сето тоа може да биде и веќе е користено во блокчейнот, во смарт contracts, имплементирано. Например, ако јас сакам да купам еден автомобил, да речеме, од тебе, и за да не бараме, значи, нотар или адвокат за да се осигураме дека таа трансакција ќе биде како што треба и дека другиот ќе го добие тој производ што го сака, ние можеме тоа да го имплементираме во еден смарт контракт и тоа кога ние ќе го направиме со наша дозвола,
тој ќе се имплементира тој смарт контракт така да имаме сите ние сигурност. Затоа што по дефолт блокчейнот им дава доверба на учесниците во мрежата. Затоа што начинот на кој што функционира и начинот на кој што се префрлуваат тие информации, без разлика од каков тип станува збор, сите учесници поради таа технологија и начинот на кој што е децентрализиран и така имплементиран, сите имаат доверба меѓу себе. За луѓето да им биде појасно, тука нема можност за интервенција од трета страна. Нема. Никој тука не може да смени ништо. Да. Тоа е важно да се знае. Така е, мора многу да се напомени затоа што блокчейнот кога се прави една трансакција или кога се прави еден смарт контракт, како што е во Ethereum случајот, значи нема враќање на трансакција, нема преправање на информација, не може никој да ја узурпира информацијата, значи корупција во било каква смисла на зборот е невозможно во блокчейн, затоа што е сето тоа, сепак тоа е open ledger, отворена книга, датотека на податоци, и каде што сите учесници во мрежата, вклучувајќи ги тие мајнерите, за да ги обработат тие трансакции, сите тие морат да имаат копија од таа што е, да речеме, трансакција, и така да они се проверуваат сами со себе и на децентрализиран начин, и така да секоја една информација мора да биде екзактна и нема враќање назад на таа информација. Значи, се работи тука за математика, бројки, алгоритми, тука нема никакви интерференции, мешања и така натаму. Имаме подготвено еден материјал за блокчейнот, тоест вие го подготвивте. Јас сега сакам да го видиме. Тоа е еден курс материјал, видео материјал, да го видиме и се враќаме брзо во студиото. Што е блокчейн? Блокчейн овозможува дистрибуција на податоци на децентрализиран начин, и тоа е главниот концепт. Децентрализирани досеја од информации. За разлика од централизираните системи, каде сите документи се во една управа како банка или институција, блокчейнот овозможува размена на податоци и трансакции меѓу сите. Тоа го прави децентрализиран. Тоа значи дека досијата се пишани и зачувани во мрежата и учесниците се одговорни да го апдейтираат и следат. Ниту еден документ не може да биде направен без согласност и учество на другиот. Секој блок на инфо е постојано синхронизиран од различни членови на мрежата, правејќи различни копии од датотека преку систем за размена и чување. Не осигурува дека никој не може да има пристап на вашата собственост на податоци. Со тоа блокчейнот се етаблира како ревизорски и отворен запис за информации, што е поевтин и побрз и посигурен од било кој централен систем. Да, се враќаме во студиото, еве едно кусо објаснување што е тоа блокчейн. Бошковски, во ова ми се чини дека во ова со воведувањето на оваа технологија сега и Симуновски допре некои елементи кои да речам се однесуваат на правниот промет во државата, на правни договори, на облигациони односи, но најчесто се спомнуваат дека на најголем удар ќе биде да речеме банките, финансискиот систем, бидејќи тие се одзема од нивната провизија, од нивниот начин на управување на средствата, на финансиите, на трансакциите и така натаму. Сега има две мислења, отколку ја што сум можел да видам две тези. Една е дека банките ќе бидат потиснати од оваа технологија, а друга е дека банките ќе мора да се адаптираат на крајот, дека и самите ќе ја прифатат. Што мислите вие, во каква насока ќе се движи ова се? Choice, значи, што ќе избереме ние? Ние сакаме да ги правиме нашите трансакции преку банка, која Western Union, било која банка која што ти наплатува за секоја трансакција, или мислиме дека е подобро помеѓу себе директно да го правиме тој трансфер на било која вредност. И тоа мораме да го разбереме. Не се работи само за пари. Ова се во човечката историја најдобро замислени, најдобро конструирани пари. Биткоинот е најдобро конструиран пари. Меѓутоа, блокчейнот
ја дава таа размена затоа што на блокчейн твојот имотен лист, твојата лична креација, дали си ти напишал некоја песма или научна работа или било која активност, она на блокчейн на вистина припаѓа на тебе, не може да се промени и таа вредност, дали е тоа производство, патлиџаните, например, направени од негде, не може да бидат означени дека се направени на некое друго место. Толку е трансформативна, ја морам да признам нешто, моја грешка што не можам толку и добро да се изразам, јас го сваќам, да знаете, ја сакам да бидам доста скромен, не може, за тоа што еден од друг треба да си научиме. Ја ги имам информациите и толку можам со сати да зборам за ова, меѓутоа ние имаме ограничено време овдека. Значи, потенцијалот на блокчейн е толку еволутивен да тоа сите не поканува да учествуваме и ние, сакајки не сакајки, ќе учествуваме во тоа. Изборите ќе ги правиме на тој пат. Дали сакаме да идеме преку банка, дали сакаме да имаме фалсифицирани избори, дали сакаме да купуваме производи кои што не се оригинални, кои што се фалсифицирани, дали сакаме нашите имотни листови да бидат напишани неточно, и сите овие работи што ви ги кажам се случуваат. Се случуваат на милион примери секојдневно и сами знаеме нашиот идентитет исто така некогаш во тие трансакции. Значи, сегашнава економија, иако е толку напредната, во моментот е некако заглавена, не тече све кој што би можело да тече. А зашто да не тече? Затоа што ние веќе ја имаме таа технологија. Значи, тоа треба во сите сфери, нашите медиуми треба почесто да се среќаваме и почесто овака чисто као да се наоѓаме во некоја градинка, значи да збориме за нешто што знаеме дека е вредно, што не можеш у една реченица да го искажеш, што е блокчейнот, кој што самиот интернет, толку и он ни помага за многу работи што ги правиме, меѓутоа многу е тешко ти да го објасниш, да прашаш најобичен човек што е интернет, не може тачно технички да ти објасни. Меѓутоа он си постои, он ни помага. Сега, ова е уште едно подобрување на тоа што го имаме. Значи, ние не сме против никого, ние не бараме од никого, ја не представувам никого. Ја представувам една неутрална технологија, која што нема шеф, а денеска практички најубаво да се каже, и тој е тој концепт, од централизирано живење, зборам за глобално. Немам ништо, мислам, не е ова географски одредено за било која локација. Значи, централизирано друштво сегде постои, сега ние сме сите задоволни, тоа работи. Блокчейн технологија, централизираниот дел на нашата економија го прави децентрализирано. Ако ти, значи, можеш да производиш нешто без разлика каде си, на кое место, дали си у Замбија, дали си у Нигерија, дали си у Виетнам, дали си у Охрид, ти ке можеш со 8 милиарди луѓе тоа да го промениш. Сега замислите, нашиот круг секојдневно не е така баш голем. Ние живееме у мали кругови. Чим живееш у мал круг, значи ти си ограничен со нешто. Ова навистина отвора многу. Ја сакам да ја, кој што имам ја, мојата љубопитност, сакам вашата љубопитност да ја разбудам малце, сите да навлегнеме у тоа, па пак ќе се собереме, пак ќе збориме за блокчейн технологија. И денеска, уствари, знам дека луѓето многу ги интересира и затоа Дарко он толку ме инспирираше и бев многу среќен кога се договоривме заедно да насапиме овдека со господин Сејат. Он ќе зборува попрецизно за самата криптокренси, кој што е дел од блокчейн технологија,
И значи еве набројавме доста овакви Да. работи кои што може да се централизирано преаѓа у децентрализирано. Тоа е нешто. Пред да преминеме на криптовалутите и на тргувањето, сакам уште и за вас ова прашање, Симуновски. Зборуваме за една технологија која е револуционерна, која има многу широка примена. Сега читам дека што се не видов дека се подготвува за премир на блокчейн технологија, од медицински софтвер до навигациони уреди, до сите можни технологии кои ги наоѓаме во секојдневна примена, но сакам да ве прашам повторно за едно слично прашање како што го прашав господинот Бошковски, освен од да речеме условно кажано отпорот од банките, освен од отпорот на традиционалната технологија која постои, од регулацијата на државите, како оваа технологија сега ќе успее да ги помине сите тие бариери, или мислите дека таа е толку неминовна сама по себе што едноставно нема да може да се сопре? Да, значи ова е сега следното што ќе го кажам. Значи многу експерти во оваа област имаат направено секакви анализи за едни, да речеме такви едни сценарија, како што е во Кина ситуацијата моментално. Во Кина е забрането тргување на криптовалути, но меѓутоа тоа повторно се случува. Разликата е што значи сега се случува во една платформа каде што е во криптовалутите, се вика DeFi, Decentralized Finance, значи во користење на тие DeFi воопшто нема потреба од лични податоци, значи само електронски волет, hot wallet популарно наречен, и може секој еден да тргува, да купува, да стекува, да зема камати на тие стекувања, на тие DEX менувачници. Така да има се уште многу луѓе, корисници во Кина и покрај забраната. Најубав пример ни е Нигерија, исто така Виетнам. Значи тие се живи примери како они што сакаат да го запрат ова, јас би рекол цунами, што не идува. Значи они пробуваат секако да се борат со тоа, но меѓутоа они знаат дека не може да го победат. Сакате да кажете не може да се сопри? Не може ако се сопри интернетот само, нема друг начин. Нема друг начин и тоа е доказ, значи како што реков, Нигерија со 30%, што е на фрапантно висока бројка на корисници, луѓе што имаат, поседувале или поседуваат криптовалути, и луѓето го прават тоа лично peer-to-peer или преку тие DeFi платформи и постојано луѓето без престан тоа го прават. Значи не е возможно да се запре. Сега видете, знаете, во еден ваков процес каде што наидува една нова технологија и нови финансии, еден нов тип на финансии, нормално е дека ќе има и пречки, и сопки, затоа што јас сепак сметам, јас сум за регулација на криптовалутите и сето тоа што го носат тие, треба да се регулира затоа што со регулација подобро би било, подобро би се ширила таа адаптација нели на тие криптовалути и на се тоа што го носат тие, како технологија и нови финанси, а благодетот секако дека они што го користат и што ќе го користат, секако дека ќе почувствуваат на секаков аспект на криптовалутите. Да. Дојдовме до криптовалутите, до криптотргувањето. Пред да почнеме со темата, вие имате подготвено уште еден материјал. Јас предлагам да го видиме, тој ќе биде вовед во разговорот и потоа одиме со разговорот со прашањата, да го видиме материјалот кој е подготвен за тргувањето со криптовалути. Криптовалутите представуваат дигитална вредност како пари и постојат само онлайн. Криптовалутите користат криптографија за да верифицираат сигурни трансакции. Се повеќе луѓе го гледаат криптото како фондација за подобра иднина во светската економија. Но што е погрешно со сегашниот платежен систем? Со неколку зборови кажано, премногу е централизирано, секоја трансакција што ја правиме мора да биде одобрена од посредувач и добива процент. Трансакциите се обично спори, може да траат со часови или денови. Другиот проблем е што лица и компании мора да приложат многу документации за да ја добијат услугата на централната власт.
Ако не го користиме централниот извор како информација, како да докажеме дека сме купиле нешто или дека можеме да си дозволиме да го платиме нештото? Решавање на овој проблем е едно од најголемите достигнувања на првата криптовалута биткоин. Биткоин користи peer-to-peer платежна мрежа. Одговорноста да биде транспарентна во мрежата е затоа што се јавни за сите корисници. Нема централна управа, нема диспропорција на такси, нема ризик за вашето конто. Биткоин изнајде начин за персоналните трансакции да бидат реалност. Но зошто служат другите криптовалути? Од 2008 голем број на криптовалути се креирани. Многу од нив имаат различни функции, различни блокчейн екосистеми. Инвеститорите ги купуваат и веруваат во нивниот продукт, односно вредноста на криптовалутите дека ќе се зголеми. Многу луѓе го гледаат криптото како алатка што може да им помогне на помалку развиените држави со тоа што сите ќе имаат помалку трошкови на трансакциите, аксес на онлайн банкинг, да помогнат во борба инфлацијата и во борба против корупцијата. Времето ќе покаже дали драстично ќе го сменат светот, но едно е сигурно, блокчейн технологијата на која криптовалутите се базирани ќе остане во иднината. Да, се враќаме во студиото. Ете уште едно објаснување. Господине Бошковски, кога зборуваме за блокчейн, луѓето прво што помислуваат се криптовалути, тргување со криптовалути и сега многу популарно нели брзото богатење со криптовалути. Сите мислат дека ако почнат да тргуваат, дека тоа ќе се случи преку ноќ, ќе се збогатат. Дали е навистина така и што треба да знаат луѓето пред да се впуштат во тргување? Мислам, најголема грешка ќе направат ако мислат дека преку ноќ може да се збогатат. Тоа е многу популарно у сегашнава култура. Као секој сака на брзина преку ноќ да се збогатам и после. После што ќе правите? Да, тоа е една од проблемите што у нашава заедничка глобална култура имаме. Тоа е уствари на најголемите економски сили сега, ова што викаме United States и Запад, они се уствари у најголема економска криза моментално, може би баш заради тоа што системот си бара adjustment, си бара подобрување и тоа веќе постои и ја мислам дека интензивно во социјалните, едукативните, политичките кругови има богата дискусија како да се направи. Ја потпуно се согласувам со мојот пријател Дарко дека регулатива мора да постои. Регулативата ќе ни помогне за да можеме. Иначе, знам дека е тоа популарно, па одмак прецизно ќе ви одговорам, да, многу луѓе ќе изгубат пари преку ноќ, затоа што сакаат преку ноќ да бидат богати, као на проекти кои што е Dogecoin и такви други коини. Запамтите, у 2009 година имаше само биткоин, у 2015 беше Етериум предложен од Виталик Бутерин и денеска мисля, че ни дека има преку 11.000 овој биткоин. Сега видите, tokenization, тие криптокуренси, ќе продолжат да се зголемуваат. Ние можеме да направиме некој токен меѓу нас, ама колку он ќе вреди? Може да вреди, ако го направиме, да има некоја вредност, со која што луѓето ќе бидат привлечени по тоа и, например, Дарко, Никола и Сеат може да направат нешто и можеме, ние сме способни, али тоа си е процес. Биткоинот е моментално као store of value, значи он ја има таа способност и знам и у разговорот, али ќе кажам моето лично мислење, да се, ако веќе сакате, уствари купување на криптокуренси е као поддржавање на целиот систем, на блокчейн. И тоа ми се чини дека секој човек денеска на планетава може да го направи тоа. Може да го направи затоа што вие не можете да купите цел биткоин. Вие можете да купите биткоин за
3000 денара. Вие можете например, уместо да испиете 3 шишиња, ајде да не кажам вода или вино, испите 2, за едната можете да купите криптокренси, купите биткоин или етериум и не го продавајте. А Дарко ќе ви објасни зашто да не го продавате. Важно е ние да направиме нетворк ефект. До пред 7 месеца на оваа планета имаше само 140 милиона луѓе што учествуваат, што имаат некој контакт со криптокренси. Тоа е мал број, али сакам да ви кажам дека 7 месеца пред тоа беше уште помал број и мораме да запамтиме една многу важна работа. Денешнава наша човечка култура и економија не се движи линеарно, она се движи експоненцијално, значи иде 2, 4, 8, 16, 32. Тоа е нешто што до сега го немавме. Ние идевме у некоја блага линија. И тоа, господин Сејач што напомена, дали ќе има реакција од легаси систем, од овој систем што е сега устален. Сигурно ќе има реакција, ама овој систем ќе го подобриме сите заедно. Ние не сме против системот, ние сакаме да го подобриме системот. Кога се појавија у 1904 година Форд, кога почна да прави автомобили, знаете, тие приказните у Нью Йорк што им правеа луѓето што имаа кочи. Па тоа беше, мислам, борба, какви коли, нас не ни требаат коли и така натаму, а ние веројатно за многу брзо време, не само што ќе имаме електрични коли, него колите сами ќе се возат. Ние сме веќе толку напреднати со нашата знаење и технологија, ние ќе имаме renewable technology и блокчейн у сето тоа ќе учествува за да го убрза тој процес. Нас веќе не ни треба јаглен, не ни треба нафта, нас имаме доволно renewable energy и така натаму. Значи, прекрасно е овој момент да се изживее и прекрасно е ова што доаѓа многу брзо сега. Прекинувајте ме, ве молам, прекинувајте ме, да. Имаме само уште неколку минути до крај, ќе му дадеме збор на Симуновски. Ово што го кажавте за Форд, интересна е анекдотата со тогашниот директор на Американското биро за патенти, кога изјавил дека мислам дека бирото треба да се затвори бидејќи нема веќе што да се измисли, дека се измислено. Значи некаде во таму на почетокот на 20-тиот век. Симуновски, ве молам кратко, ако луѓето тргуваат, само ова да им објасните, каде да тргуваат, какви, бидејќи спомнувате разни видови на менувачници, какви се тие видови на менувачници, што да внимаваат и каде е подобро за нив? Да. Значи, секогаш кога се почнува прв пат во крипто вложување, во криптовалути, морат да се бараат официјални извори. Јас секогаш ги предпочитувам CoinMarketCap, CoinGecko, тие се сајтови каде што може секој да види таму официјални извори на сите коини, на сите менувачници, листинг на сите менувачници, и таму ќе добијат, значи, конкретно и точна информација. Значи, прво од тука да почнат со малку запознавање, едукација, затоа што премногу има примери каде што луѓе на некои сајтови, приватни сајтови, буквално ги изгубија парите, затоа што не се информирале кај треба да ги вложат. Значи, си има за тоа официјално менувачници, Binance многу пати ја спомнав и повторно ќе ја спомнам, затоа што сепак има најголема ликвидност, убедливо, најголем дел од пазарот. Значи, такви менувачници официјално во криптоиндустријата тие се наречени CEX, скратено, тоа значи Central Exchange. Тоа значи дека има идентитети каде што сепак регулираат во таа менувачница, значи сите што учествуваат во таа менувачница, што тргуваат, значи они ги имаат тие податоци, затоа се вика транзакциите повторно преку блокчейн, но тие се регулација на на самиот систем. Да. Сега, значи, прво мора да почнат од официјалните, како што кажав, исто така, многу е битно, многу грешат луѓе на почеток за сивирањето на пасворд. Значи, во оваа работа, пошто е само дигитално, значи, луѓето треба да разберат дека и да знаат дека секогаш пасвордот, кога се сейвира, не треба да биде во електронска форма сейвиран, зачуван, значи треба да биде на еден така старомоден начин, на хартија, на ливче, и тоа е најдобар начин, како превенции, што треба да ги направат како почеток. И, значи, како што реков, во тие менувачници ги има сите тие листинг на коини и токени.
Но меѓутоа, секогаш е битно прво да се направи едно мало истражување пред да се влезе во ова, или едноставно да се побара од помош од некој лице што сметате дека подобро го знае нештото, да се обратите таму и да добиете вистинска асистенција за да го направите на правилен начин. Исто така мора да се разбере, значи да се разберат работите денес како што се експандира и како се шири овој маркет, така се појавуваат се повеќе коини, односно криптовалути. Сега јас морам да прецизирам, значи има една многу прва и основна и главна класификација меѓу нив. Има, значи, coins и tokens. Парички и токени. Што значи тоа? Тие што се coins, тие се, значи, во случајов како Bitcoin, како Ethereum, Cardano, Solana, значи, тие имаат свој блокчейн. Тие дигитални средства имаат свој блокчейн и тие спаѓаат во класификација на коини, а другите што се базирани и градени врз основа на тој одреден блокчейн, пример на Ethereum, како што се пример гейминг, како што се NFTs, тие се веќе tokens. Значи, токенот не е нешто непознато, го сме го имале и преходно во други наврати во економија и така натака, значи употребуване и преходно. Добро, јас ви благодарам, не истече времето, како што кажав, уште доста емисии може да се направат за ова, но мислам дека повторно дадовме за гледачите едно солидно објаснување, повторно им дадовме една основа да размислуваат за понатаму, па после, како што вели народот, секој со свој памет. Ви благодарам на двајцата за учеството во оваа емисија.